Почитувани гледачи, добро вечер. По неколку дена од завршувањето на надпреварот меѓу Македонија и Казахстан, ајде решив да можам да не кажувам многу околу тој надпревар, речиси ништо, меѓутоа слушајќи и читајќи по социјалните мрежи што се пишува и што се зборува по куларите за надпреварот, било вака, било така, требало, не требало, сме загубили, сме изгубили и слично, па решив оваа емисија да ја посветам на репрезентациите на Македонија и на сите овие квалификации. Едноставно бев испровоциран и на крајот на краиштата должност ние како на спортска редакција, на спортски новинари да проговориме на таа тема. Мој вечерашен гостин, всушност не е веќе ни гостин, него ајде ќе го наречам ко-водител е Арсо Андовски, да не ви го представувам, го знаете добро. Со него ќе ја отвориме оваа тема, се надевам дека во наредните емисии ќе ја продолжиме. Така што вечерашната емисија ќе биде посветена на репрезентацијата на Македонија и на оној успех или неуспех во Ј групата. Ајде прво да почнем со добро вечер, Арсе, добре дојде. Прво ќе кажам оно што јас го мислам, значи пред се би сакал да им честитам на момците на Благој Милевски за тоа што до самиот крај не држа во неизвестност, иако нели се уште се теоретски шанси постојат за пласове, меѓутоа ретко кој верува и не верувам дека ни самите ние веќе веруваме во тоа дека можеме да се пласираме на светското првенство. Меѓутоа честитки што до самиот крај беа во конкуренција, одиграа возбудливи мечеви, сега колку квалитетно или неквалитетно, токму ќе го поразговараме тоа со Арсе. Арсе? Можеш или подобро? Не, за подобро секогаш може подобро. Не знам ја дали се сеќава, се сеќава ти гледаш а пратат оваа емисија, дека кога беше влечењето, паровите, сите надпревари, ја реков тогаш дека задниот надпревар ќе одлучува со Велс. И така се деси. Дали сега ќе беше подобро, да. За прво место, мислам дека да, немаше шанси, тоа уште од старт се виде. Второто место. Сега ние второто место, некој да ни кажеше пред почеток. Ќе подпишуваме со две раце. Така да прво убава ти беше најавата да им се заблагодариме на стручниот штаб, на децата. Тоа е тоа, ова мислам дека е не максимум. И повеќе од максимум, а зошто и како ќе поразговара во текот на емисија. Она што малку емисија сега од класична емисија ќе ја претвориме во така дебатна и размена мисли. Фала Богу. Меѓу мене и тебе. 6 бода да се загубат дома во едни квалификации е премногу. За една ваква група и вакви квалификации, иако на почетокот ако сеќаш кога разговаравме, кога дознавме групата, рековме дека не е атрактивна кој знае колку, меѓутоа е тешка. Па види се, со кого ги губиш прво тие бодови. Значи, нас, ајде, Велс, тука сме, ама со Белгија некој да ми речеше дома дека не решено, кој ќе прифатеше, друг резултат. Да, тоа беше окей. Така да, ова со Белгија исто отпишани. Ние сите бевме сконцентрирани на Казахстан. Значи, никој не се надеваше дека ние со Белгија може нешто да направиме. Дали си играло добро, дали си играло лошо, дали немаме игра, како и на крај кажува табелата. Значи, јас сум за тоа поборник, дали сме играле добро, тоа ќе збориме 2 дена. И супер игравме, а имаме 3 бода. Значи, кога беше такмичарски, треба да одиш негде, да се квалификуваш, еднаш бодови да собереш. Лепота, убавина, ја мислам дека сите сакаме да играме, кој неќе. Па Бразил па не игра кој што треба. Па губи, па... Значи, ние треба да сме свесни прво со каков фонд на играчи располагаме. Сега да бидеме реални, нашите фудбалери не играат 90%, не се стандардни у тимовите. Немаат минутажа, значи им дојде многу брзо. Белгија, една исцрпувачка. Добро, тоа е причината за овој кикс? Па, една од причините. Имаше некои грешки у составот. Значи, по моје да. Еви, селекторот призна дека би сменил нешто. Ама тоа е тоа. Не можеш ти за 3 дена, 2 дена разлика беше. Ти третиот ден не го рачунај. Да изиграш 90 минути
битка у Белгија и тука треба 90 минути. Ние сите веќе трите бода ги напишавме со Казахстан, така? Па, Тоа е тешки надпревари. Менталитет наш. Такви сме, знаеш ние како се понашаме. Ние се однесуваме, да збориме ќе се однесуваме како секое светско и европско да сме присутни. И се ако си изгубиш бод Казахстан, на крај крајва сите играат фудбал. Еден Фарски остров и Лихтенштейн тепаат, има возможност на хрватите додат директно, кој се надеваше. Чиста работа. Сите играат фудбал, нема тука и на крајот на криштата треба да се погледнеме и да видиме децава наши кај играат, колку играат. Добро, ќе поразговараме за тоа. Кажи ми, Казахстан изненадали се играта, тепак е тоа руска школа. Па добро, видих се. А тоа кога ќе гледат, кога ќе ги споредиш таа утакмица, се види дека имаат за нијанса поквалитетно технички фудбал. Значи играат, се гледа дека има некоја игра. Се гледа дека и новиот тренер нешто донел. Исто ко гледавме Албанија, Србија. Да. Се гледа у играта на Албанија игра, се гледа поставеност. Србите игра исто ко ние. На ура, нешто пробува, нема ништо. Исто и самиот Влаховиќ призна дека 70% од фудбалерите не се стандардни. Да, таму изгледа нешто друго, нешто има. Таму е плюс политиката, ама кога не си стандарден у тим, ти не можеш да даеш максимум кога е така згусен распоред. Денеска задутре играш пак за 3 дена. Дали сите зборуваа дека ќе решува последниот натпревар со Велс. Дали ние шансите ги изгубивме на првиот натпревар со Велс? Така не можеме така не можеш да гледаш, еве на пример сега да беше Елмас да беше похрабар 90-та минута, таа се шутира. Не може ни риба, ни девојка, ни шутира, ни подава. Таа се шутира и крај. Зашо не шутира? Пошто не е сигурен у себе. Не е спремен. Сега, ние мора реално да збориме. Немаат континуитет на надпревари. Значи, континуитет која збориме, да врзе 7-8 надпревари у низа. Да игра по 60-70 минути. Тоа е континуитет. Континуитет не е 10 минути, 15 минути. 30 минути, тоа не е континуитет и пај ќе кажам, капа доле за децава, тоа е тоа. Ова е максимум. Ние проблем ќе имаме после оваа генерација. Тоа ќе се навратиме понатака. Токму тоа нема да се вратиме понатака, сега ќе продолжиме заради тоа што овој натпревар, бар последниот со Казахстан што го игравме, покажа некои нови играчи кои што гризат веќе на врата. Растодер, Стојчевски се викаше? Стојчевски е го Зајков е веќе стандарден, не го рачунам. Ама тие се веќе види рачунај ти уште еден циклус и крај. Дали ќе издржи? Ние треба да гледаме, за тоа ти викам, ние немаме стратегија. Ние не гледаме за 8 до 10 години. Па не можеме кога... Значи, сега ќе отидат, еве, ја ти кажувам дека, еве, јавно, нема тука што... Дека ние ќе имаме една дупка од овие 3 до 6 години со резултати, тој што ќе се нафати сега. Мислам дека ова на Милевски му е последна, моје мислење. Тој што ќе се нафати ќе има голем проблем. Ќе нема каде? Не ќе нема каде. Треба да го извади максимумот од овие. Немаш ти други. А некој ниво си постигнал, пази, имаме некој ниво. 22 надпревари без пораз. У група сме тамо кај што сме. С, Д, која таа, Б, А, не. Не е битно. Не е битно. Значи сме отишли една скала под, значи треба пак да одиме нагоре. Се што е доле не успех. Знаеш, кој ќе поставиш една Да, стандарди си поставиш, стандарди, еве со таа репрезентација отидовме на европска, така? Да. Пробавме бараш, изигравме, не успеавме. Еве пак, дај Боже да стигнеме до бараш. Не, секако играме бараш. Така да, не знам, ќе имаме проблем, треба на тоа да припремиме јавноста. Ние сме многу порано како беше? Еуфорични сме према го ние. Дали беше порано 5 души у група 6, ако бевме 5 на крај, правевме фешта. Така? Нели бевме 5 у група, од 5 шешир, па ако го освоиме 4-то место, супер. Сега имаш, влагаш една скала погоре, значи имаме, иде горе нивото. Горе, не знам, треба да се свестат малце и федерација и да се седне, да се направи план, да не биде после... Ајде за федерација ќе прозгаме, зашто сакам да поставам едно друго прашање во врска со тоа. Кажи ми, што ти значат овие сега анализи? Пак ние правиме анализи.
Ако играме преку Лига на нации, ќе добиеме појак брод некој игра. Види, Треба да се ја игра. уште тоа не го разбирам, уште не ми влага у глава. Значи, тоа попара направија со Лига конференција, Лига нации, не е битно. Треба да играш. Дали преку Лига нации, да кој се надаш дека Италија ќе ја тепаме, па ја тепаме. Ма не само тоа, покажа со Белгија изиграме нерешено. Така, со значи Казахстан пак не решено. пак нерешено. Кикс условно. Да. Така. Така да мора да се игра. Мора да се игра. Сега ќе видиме како иде тоа сега у ноември, кога е. Така. Ако види, ја мислам дека ако играме, пошто ние сме за надвор бољи, подобро играме надвор него дома. Притисок тешко издржуваме. Ние имаме дома притисок, викање, јавноста, знаеш, ние све мислиме, после социјални мрежи ги читаш, што е смешки. Ја мислам дека ќе бидеме втори, моје мислење. Дека ќе треба сега да победиме. Па уште тоа ни. Треба да победиме и мислам дека имаме. Треба да се направи добра анализа, треба да и на крај треба да се нападне. Тоа сега да кажем, Нема што да не изгубиме. играше премногу затворено на овој напред. Не игра, он ја измеша концепцијата, нешто со тројца позади, па не сме ние, немаме ние тим, немаме ние како да везна линија, немаме два офанзивни странични бека, да играш ти со два шпица, и Миовски и Ристевски, кој беше? Ристевски. Така да убаво се. Ја мислам дека да извадеш истата постава кој со Белгија, со некој пошутете Муслиу, не влезе кој влезе на него. Мислам дека ќе Велковски влезе? да, мислам дека ќе направиме некој подобар резултат. Мада и овој резултат е топ. Да не се лажеме. Рековме секој чест прво за тоа што не за да се до изигра, самиот тоа крај е игра. тоа. Него друго сега да прашам, кажи ми кога во една ситуација разговарав со некои мои гости во врска со фудбалот и ги прашав имаме ли ние офанзивен везен играч од типот на Модрич и така натаму кој што напред знае да врзе. Рекоа тука е Елмас. Елмас не играше ништо на овој напред. Па Елмаз не игра ништо последниве надпревари. Се труди, тука нема збор. Ама, се сетата- труди. Значи ти мора играш, ти си у Наполи, член на Наполи, првак, не, значи мора да двоиш од другите. Така. Он беше некој исфрлен лево и ако му дава топка, се обидуваше нешто да се Нешто мести. пробува, да. Он треба, види, он е у оваа екипа Он па требаше и да мотор. наискусен, да. Он треба да носи. Барди не е тип на играч што ќе трча, тоа сите знаеме. Да му ја донесе. Барди треба да е задниот пас негов. Да. Да протури, треба да е поактивен, треба да влага. Не знам, сега не знам што збора таму со Па Бекувал добро, сега така. ние наше да анализираме одека. Треба да земе одговорност, па еве ти кажувам ја последната шанса. Или си пуковник или си покојник. Зимаш, шутираш, тебе голот ти отворен. 90 минути. Јас тука не видов дали е Елмас во шанса. Па Елмаз беше, во да, шанса. Елмаз беше. Дечко, мора да решиш таа. На десна нога и на лева да Па те не е имаше битно. уште некој. Таму има, ама нема додавање. Големи шпицови, големи играчи не додаваат тука. Тука решаваат. Тука решаваш 90 минута. Тука решаваш или те носиме на раце или знаеш штит. кај нас како е. Одма контра имаш. Така да не е за ова, не е критика, ова. Не, па зашто и Децава, треба да се свати како Децава си изигра, изгина, дадоа максимум. Имам јас повторена замерка на целото ова, значи секоја чест, пак ќе кажам, значи секоја чест на надпреварите на овие квалификации и така натаму. Немам поголеми замерки осим на Види, сите одредени ние сакаме да надпревари, играме, разбираш? така. Сите Меѓутоа, сакаме да играме акција. цела Нема, тоа е тоа. комплетни сите овие колку беа 6-7 надпревари кои што ги изигравме до сега. Све ми се провлекува еден триаголник Елмаз, Барди, Алиевски. Елмаз, Барди, немаш други. Алиевски. А има и друга страна има. Па валјда така е поставена игра сега. Ние може Добро, од надвор ама- да збориме, така? Па, добро, Не ние знаеме зборим- како се поставува играта, како се тактички, како се поставуваат. Значи, тоа е се стварна избор на селекторот и тука нема замерки. Ја му, знаеш, ја го бранам Милевски, ама и го критикувам. Значи, не можеш ти да немаш играчи се од Шкендија. Играат групна фаза, Да. мора да земеш 2-3 фудбалера, а имаш фудбалери што немаат клубови, Да, а игра. а играат.
Сега тука мора да направи некој баланс, ја знаеш, и за Марко Ѓорѓиевски зборев дека мора да се најде место лани прострелец во лига, не може да не се најде место. Така. Сега дечко овој не го знам ја. Растер? Не го знам. Тунка игра. Не е битно. Дали игра, дали не игра, они знаат. Ама сега ти мора малце и од домашното првенство да извадиш некој. На крај крајeva немаш друг освен Шкендија што игра на некое повисоко ниво од домашниот И имаш фудбал. капитенот на Шкендија, шпицот. Ибраим. Они у години, ама види, Има одлични години. тоа сакам да ти кажам, нема години, не Има години, одлични години. која е репрезентација е. Овој надпревар требаше така да се направи некоја. Али тоа е сега. Али тоа... добро е, али ми расте. Али ми е добар. Па тоа сакам да ти кажам, значи пак мора да пополека ние мора да се спремаме. Ја што гледам, моje скромно познавање фудбалот, ја не гледам U19, U21 некој што може директно да игра у репрезентација. Ќе му се Тоа е мој бара мислење. да се на страна пак. Дали е тоа проблем тука доле? За тоа ќе збориме. Значи, ја не гледам во моментот зашто ако е U19 добар да не игра за. Ја тоа не го разбирам. Се уште е млад, мислам. Али ја гледајќи ги, ја не гледам кој може да ги замени овие моментално што се у репрезентација. Затоа викам ќе имаме ние проблем. Ќе имаме луфта, сега ќе биде болно, сега мора и тоа да се помине. Ама Добро, пак тоа- ќе кажам ќе му биде тешко на тој што ќе седне на местото на Милевски. Тоа го имаше, тоа го преброди и Белгија, тоа го Сите, преброди и се Холандија. Белгија, па еве Италија го преброди, не И беше на... Италија, да. Така да тоа мора да се помине без некоја Посебна еуфорија, критика да нешто се да прави. критик. Тоа е тоа. Што сега. треба федерација сега да преземе? Ништо федерација. Федерација се уште нема стратегија. Гледај, ние немаме стратегија 30 години. Тоа го сега. зборам. Така да ние, знаеш, ние обратно правиме. Ние кога градиме нешто, Куќата до зградата. ние оџекот го ставаме и чекај за оџекот Така, мора а да темел има, немаш. да. Темелот е доле. Ја стално зборам дека младинскиот фудбал треба да се реши. Треба да се реши. Ова што е моментално младински фудбал, тоа не личи на фудбал. Ја Да, ги ти пратам, повеќе ги ги гледам. следиш, да. Не можеш ти у квалитетна младинска лига да имаш 19-0 да победиш некого. 17-0. Броевме, више се заборавивме, не знаеме колку гола има. На што личи тоа? И ти како сакаш квалитет? И после работнички ќе прима колку таму од Шелбурн, Така. 12 гола, 13 за две утакмици. Па ќе примаш. Ја стално викам, треба од доле, треба да се направи состанок, сите да не повика И да и се на заземе дворешни. стратегија, е. Дај да видиме идеи. Да. Ја 5 пати им викам. Не треба да ме плаќат. Дај да седнеме да направиме за младинскиот фудбал. Суети на страна, Така е. да се расчисти. Да се скрати лигата, да се направи 8 клуба ако треба. Младинци, ама за тоа да биде квалитетна. И дека се вртат 3 пати ако треба. Нов систем на надпревари. Значи да имаш четворица, тројца U21 да мора да почне, да мора да заврши. Да ги имаш. Значи Да ги да имаш влезе. готови веќе. Ама сакам да кажам за оваа Така, репрезентација да ги имаш ако готови. искочи U21 да влезе U27 на негово место. И четворица нека бидат. Значи, нашава лига е развојна. Ние да не се нешто правиме лигава наша е Лига наша. така. Ние мора да правиме да произведуваме деца, тренерите кај не се кај отишле. Тоа федерација пак ќе повторам, треба да ги седне, треба да ги праќа по семинари, по кај што има УЕФА да гледа, да пратат. На крај крајава ќе платиш. Шпанија е најдобра за фудбал. За Шпанија. фудбал зборам. Не за кондиции, за фудбал, да. Во Шпанија. Не бе, ќе платиш 2 години ќе седи тука. Така. Ќе го платиш и ќе држи предавања секој втор ден со тренериве наши од младински вели. Да научи да им влезе како се работи. И Не нека- услови, услови ние сме немали услови. Ние Ама види, на што сме И тренирали? нека ги постојат критериумите Па, фала. за таа лицензен систем. Тоа е баш Пушти- камуабедо. Ама сакам да кажам, Да ги споиш, на пример, што е разликата Колку? меѓу помлади пионери и пионери? Што е разлика? и колку ќе пионери. има една година. Така е? Да. Значи нема помлади и пионери и постари пионери. Пионери, една лига. Кадети, една лига, али квалитетни. Така. е. Да не може да игра некој си Б тим за А тим, да не споминјам имиња. Нема бе, ќе си направи школа. Ја може да ги разберам Силекс, на пример. Добро. Мал град, нема...
Ај тоа можам да го разберам. Ама не можеш ти у Скопје да нема клуб младинци, Куманово да нема младинци да играат приватни школи за нив и да не ги броиме се. Не може тоа. А и тоа се приватните школи, милион пати Тоа сме го јасно кажале. го, тоа може да се љутат колку сакаат. Приватна школа одвој. Тоа Значи, треба да нема се преку тргне на комерцијала страна. више. Тоа е тамо нема квалитет, тамо квантитет. И кога имаш на кога идеш на квантитет, квалитетот се губи. Така. Така да нема тука што ја сум стално тој и са Бајли имав еден разговор со не е битно што е у федерација тамо за младинскиот фудбал, човекот исто мислење ко мене. Значи младинските школи треба малце не да се тргнат, да си имаат посебна лига, приватните. Па после Суперкуп направи ти ако сакаш, не е битно. Федерација нека превземе тоа суди, муди, тоа да. Не можеш ти да се такмичиш приватна школа со кај што се работи на 45 минути тренинг. Така. Што ќе научиш ти за 45 минути? Исто, клубовите, тие младински селекции, овие што се праволиешки клубови, тоа треба да се плати. Да се плати, не треба да биде Секој за 300-500, нема 300-500. 300-500 никој не прави фудбалери. Со договори професионални, значи пак ќе ти речам, треба еден ресет тотален, ќе Да, биде да, болен. Значи ќе биде болно, ама Ама мора да се мора да направи. се направи, да се седне, да им се објасни на клубовите дека вака не иде, дека нема пари а ти дам ја за младински фудбал ти да платиш. да плати да даваш за прв тим. Така. Не може масар да искача да вика знаеме ние кој ги продава премите. Не знаеме, ќе ги кажеме со име и со презиме. Да. И што ако знаеме? Со име и со презиме и ти веќе наредни 5 години опрема не добиваш. Не може ја ти давам џабе ти да продаш. Така. И тоа треба све од корен, ама тамо коар со коперу неќе. Значи тамо неќе. Не е сега ова, да не сватат погрешно. Ова 30 години се нема повлекува исто. врска. Него сакам да те прашам друга работа. Начув, прочитав, не знам како беше, и прочитав и на едно место, дека УЕФА сака да го смени начинот на квалификации во на Европско првенство, со тоа што сака квалификациите да ги направи како што е ова Лига на шампиониса. Со 32 клуба, па 16 и така. Дали е тоа добро? Ја мислам дека е премногу за играчите. Пошто они ќе играат по 6, 7, 8 надпревари плюс. Види, тоа е убаво за нашиве. Ама што е за нашите убаво? Не бе убаво, немаат утакмици, ќе имаат утакмици. Дали ме Меѓународно лошо е добро. за да, тоа ти зборам. Ама Лошо што е прави со овие Реал, со- За нив е лошо. Така. Иначе за овие наши која збора Македонија, Албанија, да, која тука, кај што не се стандардни, кај што не играат у Лига 5, тоа е топ. Ќе имаат 15 утакмици, 10 За мерак. за мерак у сезона. Што е добра бројка. Ме разбираш? Ама сега ти кажам кога изреагирав што е добро кога ние од 50 репрезентации во Европа 32 се пласираат, тоа е под 2 утакмици. Ова под 2 Добре, веќе го репрезентации. направи и ова би. Сега секој може да се не, малце поише среќа и одиш. Па Значи, има тоа е- право што се будат богативе клубови. Ја мислам дека со тек на време ќе се направат така 2 лиги. Па и треба да се Ме направи. разбираш 2 лиги, овие што се по Лига 5, Лига 10 клуб, 10 лиги што се у Европа што вредат, да на Па не може. тоа е убаво за сиромасните, Па, за сиромашните ама клубови. Сакам да ти кажам друга работа. Ајде, друго нема никој Значи не може Реал Мадрид што вреди милиарда, пример, сега да игра со Па еве игра у Казахстан патува 8 сата. и се го малтретираш ти да игра разбираш. со Казахстан. Не, како си кажеш тој клубот ќе игра Астана. таму? Не е битно. Не. Пак треба да се И треба да игра и после треба да се враќа и да игра многу првенство. пари, види, Не многу може. пари се уигра така да ние може само да Па добро наше е да зборуваме. не. Кажи ми И тоа земаме за младинскиот фудбал, значи тука Да. од тука се почнува. Тука треба да се пресече, да се стават темели и да се почне нагоре. Како ти сакаш А репрезентативци, тие овдие што играат туа репрезентација од тука потекнуваат. Значи имало нешто се работело, така? па добро. Потекнуваат од клубови. Од Пар играчи кои што почнале во приватна школа, ама и тоа Ама добро, не е... тоа почнале. Ако нека ја не сме ние против приватните. Значи Не. Само да се приватна треба одвојат. да биде до 13-14, после што правиме? Нема кај да игра после. Не може сите додат од приватните школи у Вардар, у работничи, не може сите кај ќе одат сите. Не многу се.
Така да треба да се А што направи. прави со децата од Вардар, од работнички? Тоа сакам да ти кажам. Така да треба да се направи некој модел, треба да се седне да се разговара, да видиме ти што имаш идеја, ја што имам ја, и да се направи еден Види, концепт и да се Значи, тера. барем и да се сгреши, ама барем си пробал нешто. Види, не можеш, ако не пробаш, како ќе? Секако грешиш. Ние си седиме, си гледаме, никаква организација, младинскиот фудбал е катастрофа. Катастрофа. ај Почнува надпревар, Те немаш пашкава суди. сакам на родителите. Па тоа сакам да ти кажам. Немаш суди, немаш брза помош, немаш полиција. Како почнеш надпревар ти? Од делегат. Како почнеш ти надпревар без полиција и без брза помош? Прво треба да мислиш дека тие деца се подруги. Значи, кај нив нема штедење. Да, да, Првиот им е друг, постарите. Дет мора да има брза помош. Пред 2 години спаси дете брза помош, имаше клуба, да не го споминјам кој. И од тогаш брза помош има на младинци и на кадети. Така. Да не беше брзата помош, отиде детето. И после тоа мора, не дојка не се деси, не дај Боже. Не можеш ти да нема полиција. Ете за тоа се те пачките. А чекай сега те прашам, кој е организатор на тие надпревари? Види, домаќинот обезбедува. Домаќин, кој е организатор? ФФМ. ФФМ. ФФМ треба да нареди. Дали ФФМ сноси одговорност за таа тепачка? Па како не стои? Зошто не е? Па треба да го земе делегатот на одговорност. Делегатот е нивни. Па сега нема да бидеш делегат. Ако Па не нема- се пропишеш на први, зашо за првиот им ако нема брза помош не почнува утакмица? Зашо? Таму ќе се истепат многу пари се земат. Па нема и тука се плаќа, не се кире. Не, Жабе се никој не плаќа, оди. ама сигурно не толку. Значи нема да почне надпревар, нема. Ја да сум не почнам дека не видам брза помош и полиција, ама да седи тука. Не полицијата пред минути пред утакмица, ако се степа, ако има проблеми, јавите се. Да, ќе дојдеме. Па ти дека доеш жртви ќе има. Како што имаш? Не дај Боже. За малку. Се случува. Така да друго е кој има полиција, по-друго е. Да не И бидеме сега на тоа момче што имаше скршена нога, кариерата му отиде највише. Што правиме? Па нема кого да тушиш. Кого да? Приватни тужби ќе одат натака и тоа е тоа, нема. Затоа треба пред време да се мисли. Да се среди, да се седнат тие делегати што идат по младински фудбал, да не гледа дали му легнале пари на сметка, дали има уплатено или не. Ред. Колку се такси да се? Не знам кој, не е битно. Види, Не, чисто ме интересираш. Не знам, Ме стварно. интересираше само ја и уште. Не може надпревар да не се снима. Како може да не се снима надпревар? И кој му утели врата на човекот што влезуват? Не знам врска не. Ете, требало да зашо не се снимаат надпреварите? Па за тоа се снимаат надпреварите у младинските лиги. Имај. Не може родителите сами да собираат пари да се снима надпревар како И сега не знам, објасни ми. а пари ФФМ взимаш од федерација за развој на младински фудбал. Да, федерација искочи со соопштение за тепачката, нели? Искочи го осудуваме мамата и што сега пратам? Ништо не. Исто пак нема толку? полиција на утакмица. Пак нема? Пак не. Еве, дојди која сакаш, ќе одам на еден надпревар, не е битно кој, Добро. ќе ти снимам, ќе ти пуштам. Мислам оваа недела нема, другата. Вторник, среда си игра. Така. Пошто го знам распоред на памет. вторник или среда си игра. Ќе видиш, ќе ти снимам да видиш дали има брза помош, дали има умеѓу време ако не им пренесат сега па ме разби. Нема какви брза помош. Каква камера? Не можеш ти да зимаш 100.000 евра за развој на младински фудбал, камера немаш на утакмица, младинци. На крајот краиштата тие пари се од УЕФА? Па, Не ги зашо дава. се должни родителите да даваат пари по 50-100 дена да се снима утакмицата? На шо личи Па тоа? тоа е сега посебна приказна, за тоа не сме разговарале. Еве ти кажу. Родителите обезбедуваат опрема, обезбедуваат дресови, обезбедуваат патување, обезбедуваат превоз, све, и сега чини се тие 18 деца. сме, види, ние сме научени, па ќе најдеме дупка, не е тоа за да Ама ги ние за средим. дупки сме Така. доктори него. Ти си дали ќе направиш бе направиме нешто? една канцеларија у федерација, тројца административци, така се набутани тамо, тројца што ќе водат младински фудбал финансиите. Нема пари унапред или ќе им ги даеш на друга како што исплаќа УЕФА. Така. За оваа година не, за наредната ќе ти ги дам у мај, не сега, за да не можеш да правиш дубари, Така. понашки. Или ќе седнеш со и сите исплати додато тамо, од таа канцеларија. Тренерите колку плата, шо плата, све тамо ќе си стои. Договори да има. Не може тренерот ти работи за 300 евра срамота, кој работи? Сите да имаат у младинска категорија професионални договори.
Не може да работиш 10 работи. 30-21 година се. Така, не можеш ти 10 работи да работиш и тренер и се да бидеш. Тоа не, или ќе се сконцентрираш професионално, ќе одиш на работа. Од 8 до 4. Сега, Па ќе работиш у групи, зашо кај нас? ама многу Фали. тренери се тоа. Па има лиценци, има колку сакаш. Па ама сите сакаат да бидат тренери на прва екипа. Нема. И тоа па башка, тоа треба зад како. Тоа треба прво да биде. Не може да се рента лиценца и крај. Па Гледаме сите кој седи на па клупа, знаеме кој јас и води. ти пар луѓе кои што ги Ама рентаат сега. лиценците. И зашо, например, ти И сите одиш... тоа го знаат. Па тоа ја сегам да дига, значи треба на такви ситни работи паѓаме ние. Што е тоа? Ма не е тоа ситна работа, Не, тоа не, е. за разлика од ова што е од доле од Да, темелот, тоа ако тоа го решиш, ова се решава одма. Нема какви лиценци. Како ќе рентам лиценца? Полагај, ако те бива, ако не те Види, бива. тие луѓе што имале, што тој не може да тој сам се девалвира, не знам се. Да. Не те бива тебе за тебе, си зема, ама дај ќе користиме Дај твојата. лиценцата. И? Па не би ја дал за не знам колку пари. Или ќе ти биде, мене нема да те биде, види ме, сакаш ли, не го Тоа сакаш. е понижување, ја не знам, сам се понижуваш. Да, за 300 евро месечно. Ами 500 и 500 да и Срамота. сега седиш таму ако гревче на клупа, друг ја води екипата. И што си ти? Ништо. Е Добро тоа. се. Дали некој размислил, ево, јас и ти за Не, пола сат разговор, кажуваме не купано Марии. Најдовме, значи, ај што ги сваливме. Што Ама види, рековме, и што они е за сите го фалење, знаат фалење. тоа. Не може, абе што е за фалење, тука нема Да, збор. ама што ако го знаат? Што се преземе? Треба да се превземе тоа. Ја Еве па ќе една ти убава кажам. работа. Еве една убава работа. Председателот Омерагич ја избран за во тело на УЕФА беше? Да, за Сега ќе ти кажам, терени неќам за- јавно да зборам, за ама инфраструктура. морам да кажам прв пат. Масар сака да направи. Го познавам лично. Значи Добро. има околината околу него е проблем. Пак политика. Не, дали е политика, не знам, моje мислење дека иначе Масар има, желба имала, нешто го кочи. Што го кочи? Ја му напишав порака, знаеш, му честитам, не му се јавам, пошто јавување имаш милион, Да. Господ нека ти е на помош. Така ме пише. Да, еве, у телефон ми. Се окей, али со Што Господ го направи. повратен? Имаше, не е битно се, али тоа сакам да ти кажам. Така да, Јас радници би сакал- треба, радници. Би сакал да го не знам зошто. Не може, ни он не може да постигне на така. Не знам зошто Маса некако избегнува да дојде овдека, јас би сакал, имав еден разговор со него, рече кој се ослободи да го оставам малку на мир, еве, помина неколку месеци се уште, и за не знае главата кај му е. Меѓутоа се надевам дека не ќе биде гостин овдека да поразговараме баш на таа тема. Види, на тема најнезгоден Лоренски. момент е. Добро. Моментов е најнезгоден за дали е Мастер или Јанко, сега најнезгоден. Завршуваат квалификации, треба да бираш нов селектор. Не знам, мислам дека на Бој му завршуваат договор. Мислам, не знам, не. Ако веќе и го сменија, они година дена го менјаат, ама некако резултативе му се не е федерација, него јавноста го менја, Резултативе не го менја. Ама резултативе го Ќе држат. биде после Фергусон со најдолен стаж. Така да. Абе, нека остане, мене не ми, Нека нека остане. си тера. Ако има договор со федерација, нека си тера. Тој што ќе дојде е проблем. Тој што ќе дојде. Па И види. после Пикси сега збор да се и после Пикси кој ќе дојде е проблем. Проблем е, да. Кој сака нека дојде. Ама, ај се за Пикси, те прашам се и за Пикси. Нема врска, А, добро. ја имам таму, Ова знаеш ме дека интересира, јас сум за репрезентацијата до сам си е дно. крив. Сам си е крив. Сам си е крив. Никој не му е крив. Па не, за Пикси зборуваме, да. Па никој не му е Сега да крив. кажам, кој му има подршка, кој му дозволи толку да ја стол за Србија. Србија беше веле сила во фудбалот, ега сега се тепа за четврто место, не може осве. Се појавиш ли на митинг, крај е со тебе. Па добро. Не може политика и не оди. Ти поддржавај Не, кога сакаш. оди ако политика е во функција на фудбал. Не можеш ти сега да се одиш да по митинзи, тоа не личи, прво си бил име и презиме. Ти си селектор на пак, зимаш 150.000 евра месечно.
Председател на Федерација има 30.000 евра плата. Но точно дека 11 милиони евра за Па работа. ете ги рачунај, за 4 години колку? 4 години. Ете. 4 години, да. Пази, тоа се пари. Оке, знаеме што е у Србија. И не му е лесно, таму се поделени, таму и некои се против за... Ја мислам дека овие што откажа, ради него откажа. Да. Да. Другите па и не играат. И не можеш ти сега, ти ако гледам некои го бранат, нема Лесковац, Маракана. Нема притисок во Лесковац. Ама, па, што беше она Не, театар? не, што е камерното. И на крај пак ти вика, пикси, оди си. Така? Као да свири гудашки квартети, и слушаш. Пошто они направија амбиент, се Албанија морала да се тепа, мислиш, ако е тепат светски прваци. Не е битно. Паракана 50.000 ќе имаш. Ето е, друго беше. Терен перфектен, на шо личи на терен Лесковац? Што личи, она е клизалиште. Убаво вака за око, унутра е Дупка. дупка. Не е дупка, многу е меко, многу е И не можеш ти да играш, не? Ја ги оправдувам овие што критичу зборат, ама нема и... Негова одлука беше да се игра у Лесковац. Бе, ние знаеме кој команда се у Србија, како не... Ама ти ако си држиш до себе, нема Лесковац. А кај нас Белград. кој команда? Ај Нема знаеме кај нас, Србија. ама кај нас нема такви работи. Нема кај нас тоа. Кај нас нема никаде ги однесеш. Нема кај нас. Кај нас може да се јави некој, прими го овој, земи го, тоа е кај нас. Дај му работа, дај му, знаеш, федерација кај нас 30 години социјала. Да бидеме реални. Тамо да земеш, сега едно... 20% да не разбираат фудбал. Не, браво, едно 60% треба да седат. Другото, Тоа што работа другите ништо. не знам, па ја ти кажувам 30 години, не 30 години е така. Така да... Вајде ќе бидеме, ќе се среди, нема тука, мора да се тргне од негде. Пак ќе ти речем, ќе биде болно, ќе биде... Мора да се пресече. Мора, ако сакаме да имаме фудбал, ако сакаме да имаме репрезентација, да имаме лига, да имаме трансфери, нема ти играч не се продал од Македонија. Кај се продал? Па нема ни да се продаде, него ме интересира. Измеша, сега Пак ќе гледам, кажам, скаутинг преска- служба прават. Кој? У федерација, така слушам. Океј, убаво е тоа. Прво, скаутинг служба треба да имат клубоите. Да. И од таму се почнува. Второ, кој ќе биде у таа скаутинг служба? Прво треба ние да имаме... Треба најискусни. Не, нема врска. Они мешаат менаџери, скауте сосема различно. Така. Големите менаџери и менаџерски агенции си имаат скаути. Ама по цел свет. Така е по цел свет. Тоа е, значи ние треба да имаме план. Како ќе играме? Кој систем? Што да бараш по светот? Што да бараш по светот? Не ти треба да бараш, има сега интернет, Не е имаш битно. луѓе, не е битно. Ама, Така, Треба да идеш да го видиш на терен. треба дојдеш да го видиш, Не е треба да исто. го донесеш. Не е исто да го гледаш на Второ, телевизија имаш- и да го гледаш таму. 500.000 македонци у Австралија, ако не и поише. Еден нема викнато, од у 15 до А репрезентација, дете од таму. Таму ли си играл, има македонци, нели се? Има па и Така. клубот ја Македонија представ се, уште после. Зашо не направиш кампови? Еве ќе кампа, прв пат ќе му. Зашо не направиш кампови само за Австралија? Ај, овие по Европа тука се ги гледаш. За Австралија ќе направиш камп у Охрид. Да. Идеално. Патот си е ваш, хотел сместување Е наш. 10-15 дена е на федерација. Бујрум. Тие генерации, тие, али пред тоа да имаш увид кој е тоа дете, не може се ај, значи кај тренираш, што тренираш. Бујрум. Зашто да не се направи тоа? Па на крајот на краиштата имаше и еден куп наши фудбалери кои што живеат во Па тоа ти во збора, Австралија, може да ќе ги прати даде- да ти над... Така е, ќе ти ги даде подат очите. Тука викни ги. Арси Андовски игра, има 15 години. Тоа си е, правиш тие деца може нели дошли у Македонија, па си Така правиш е. реклама за државата, за Охрид, за тур. Па утре тоа ќе прави тоа. Така е. Зашо покојни Вокри направи камп у Швајцарија за Косово и илјадници деца. Месец дена седеа таму. Така е. Федерација све, таму ги има. И се напредува, па напредува. напредуваш, бе, Дел се може би и од тие. Наши имаме Италија, Италија Има врие секаде. македончини. Да. Италија, Словенија, имаш. Направи, барај. Ама тој скаутинг треба да се направи, да биде како што треба. Не може ти менаџер да бидеш и скаут, тоа кај оди. Но што си ти? Не или си менаџер или си скаут се, да не се лажеме, или Така. си лево крило, или си Менаџер е други способности. Та, Ја да ти го донесам чашава што си ја барал, еве ти е. Твое да го продадеш. Ама ја треба да најдам чашава.
да видам, да пратам, да Така. дали е тече од негде, дали тоа е скаутингот. Ама не мораш ни да ја проведеш, сама ќе се Да, ама сама ќе па не, пак, знаеш, пак треба да имаш некој за Дорече менаџирање кога збориме, тоа се правнички работи, тоа да не се лажеме. Ја што работам за една надворешна од Швајцарија, од Германија, секој клуб си има агенции што работат за нив. Не може секој. Так. И он ти праќа, мене ми праќа, ја ги имам. Значи, 3-4 клуба, втора германска лига, швајцарска прва, што им треба профил на играч. И сега ти Арсе Барего. И ти баре го имаш Бугарија, имаш Албанија, имаш Косово, имаш Србија, имаш Грција. Ја го погрем овој дел. Одиш бараш, гледаш, контакти ќе се јавиш, има вамо материјал ќе ти прати, се е лесно, сега ќе кликнеш. Да, Трансфер го маркет гледаш, ќе да. видиш. Па ќе отидеш да го Ама и видиш, да да. видиш колку играл, не е само дали играл да тоа е систем, не е тоа така и му текнал, ама ај ќе однесеме у Реал. И како ќе го однесеме? Добро, чудна работа, зашто по светот еве и самиот кажуваш дека е систем кој што е разработен и кој што функционира. Не треба само треба Ама да зашто копираш. ние не го применуваме тоа? Што ни фали нас? Не знам. Ајде. Не треба да си паметен, само пресникај го. Ама ние одма, знаеш, кај нас како е? Абе да видиш на Реал. Абе дечко, Реал е далеко. Тоа е друга планета тамо него е Јупитер. Оди Белград, оди Загреб, оди Софија, види, тука види. Букуреш, види тука. Какви Реали, какви Барселона, какви Мај, тоа е научна фантастика за нас. Тоа е една болна точка, барем за мене. Имавме и дете од Реал и од Тоа Барселона и нема ги врз. пропастивме. Епа. Значи ништо не направивме, а ги имавме колку да се тренираат у Барселона, кои што стигнаа до прв тим. Го, сега им текне на 30 години бабанска. Да го викам. Така Сега е. више готово. А нигде го немаш. А нигде го немаш. Види со тамо, со тоа што тренираш у Барса, Ама играш го против на бе, турнеја. да, беше у Јапан кога беа на Да. турнеја, знам. Ќе го викаш, тука ќе биде. Не можеш ти он да биде да биде некој пред него што нема клуб. Овој Нормално. доста што тренира со Барса, па знае нешто. Така е. Тоа што нема утакмици, тоа е друго. Али тука ќе спремаш. Затоа ти викам, ја треба план, треба организација, треба желба, треба не е само да се Добро, ајде, да се седне кај ќе патуваме. Отворено да проговориме. Ма ја знаеш дека кај мене нема кај мене. Сега те прашам следно. Нема да споменуваме имиња, нема да споменуваме ништо. Кажи ми колку е политиката улезена во федерација? Ама не само оваа федерација. За фудбалската зборам сега во Много, момент. 30 години. Ние немаме избран председател без политичко влијание. Така. За жал, не само овде. И тука, Па, кај наше, у и близина, Србија, и Бугарија, и како се вика, у Бугарија е циркус. Сега ги прават, влезе на полиција, испрашува, прави заместање на утакмици. Па не имаше и кај некоја финансова полиција. Влегла, излегла, вамо таму. И што се случи? Ај сега те вратам назад. Што се случи со тоа кога беше мети, нели, кога влезе полиција, па ја најдоа кригодителката виновна и така натаму? Ништо. 3 милиони, колку беше? 3 милиони, колку така беше? нешто. 2 милиони, па овој не видел, па она додела 0, а он подпишува. Хајде, молим те. Епа, Мислам, Што да да не ли е ти смешно? ама јас се смеам, ама што да правам? Ај, И никому можеш да ништо, реш- никој не поведе, си се осумничена е таа, осумничен е овој, и чао, пријатно, никој никога не Ама брака сега више. да збориме, реално имаш баш Кими Кошов играат, Да, а или ги пуште се играат. утакмицата е под сомневање. Има нели обвиненија, има Да. И дали беше избркано, ајде се, што ни башки ми. ете тоа е кај нас. За жал и затоа И ова што разборуваме сега, јас ти како треба, ништо не вреди. Сите не, сега знаат, кој се збора да беше тропато овие двајца. Јас знам што ги. А кој ќе ме сретне некој, леле, како Што каже? Што го каже? Е па ја кажувам, ај. И што имам ја од тоа што ви кажу? Да не само ти што имаме ние сите. Не, ја му викам, еве, без пари ќе ти работам 2 години, 3, да го стрелим македонскиот фудбал. Јавно му кажу. И Сабајли на тој еден човек му кажа. Така. Ајде. И што кажа добро ти се. Нема врска, си правиме себе Да. кафе пиевме. Така. Ама И што ај добро, ама нема и проблем. он е на исти муабет. Ама иста. што? Ама не можам вика да пробијам. Па кој може? Е па не може да пробијам. Не може. Тамо имаš интереси милион. Не може еден, не може двајца, Е не па па што јас за барате тоа тоа? ти реков дека Мастерс има проблем. Дечкото има има желба, сака, го знам многу добро, има проблем со околу него. Дај Боже да расчисти, што побрзо да расчисти, тоа боле за него.
Види, Масаријани, онако колку што го јас го познавам, знам дека Има и да и сака, прво сака. така е. Има желба, Верувам сака, дека- верувам има дека- менаџерски способности, држи фирма, знае. Ама па ќе кажеме, нели политика влага, нема ништо од тоа. Кој сака може да се љути. Кај нас, дојде нова гарнитура, сите председатели на сојузи ги менјаат. Од кошарки, од ракомет. Шо е тоа? Чудна една работа владе е во Македонија. Сите еве сега во предизборна кампања. Нели? Ќе биде ова, ќе го направам Вардар, тоа ќе кој ќе ти да го направиш Вардар сега, застани малку, ти се кандидираш за градоначалник и за председател на Вардар прво. Ај сега да се вратиме со Казахстан. Јавно да искочи некој, да, вајде имаат, колку карти се продадени? Да. Да видиме за работувачката која. Не е битно за колку карти се продадени. Пола од тие што биле. Ете пола. И како може гратис? Ти сакаш државата? Па државата така се сака, не со лупање у гради. Ама кој е Никогаш онака само Македонија знам, не бе дечко. Државата се сака да не фрлаш ѓубре, да плаќаш данок, да паркираш кај треба и кој игра репрезентација да платиш карта. И јас колку што се Тоа се сака колку држава. што знам. Значи гратис се давале. Не се дава нигде у свет нема гратис. Значи се давале портпарол имал. Тоа е друго. Не, значи се слушајме. Значи портпарол имал, давал гратис, ама тоа е печеje се гратис. Може да се гратис. даде само на Играчите имаат младински понешто. школи на приватни нова, таа истачна трибина само да биде за нив и тие џабе треба да влага децата. Другото каков гратис. Па дајте да видиме се, ајде отчет има ли се, колку е за работувачката? Срамот е да не даеш ти за Имаше 30.000. 25-6 имаше сигурно понашо го видов. Значи, картите беа 400, 300 и 500. И 500. Прошли 400, така? па 3 пива се у тоа кафаните околу стадион се 500 денари. Да. Па се ако репрезентација не ти вреди 3 пива, тогаш немој дојдеш да гледаш. Значи не зборам за тоа. Како? Него сакам се, значи просечно 400 денари пута 25.000 колку ги одне милион. Абе не е битно, види, парите не се Ама е проблем. битно да видиме каде Зашто се парите. да не платиш? Тоа ја сакам да ти кажам. Зашто да не платиш 300 денари, додам да гледам. Зашо? Зашто да чекам онде пред федерација, да ме гледа народ како чекам гратиси. Нели е срамот? За 500 денари. У кладилница ќе влезе, ќе напише 3 ливчини. И ќе ги даде. Ама ќе даде повеќе таму. Таму може ќе добие. Тоа ја се нервирам. Тоа мене ме нервира, кој ќе ми рече, абе ти државата така се сака. Ќе си платиш карта, ќе си гледаш, нема да фрлаш ѓубре. Тоа е патриотизам, а не пати да би се лупаш у град. Веќе се не и Не, па дека ти рече се, не, тоа. Ама исто ти е тоа, исто ти, и за спортот и за општина, јас сум кисел, ода клуб нема. Да. Нели е срамота? Општина со 200.000. 100 Па 200 со се сопи, како се иде тоа, Драчево, Мачево, со 200.000. Како да немаш клуб у втора лига најмалце. Нели е срамота? Цементара згасна, таа беше едина и ча. Немаш. Аеродром немаш клуб. Нема. Аеродром е град. Да. Има се еден клуб у трета лига, не знам сега го оформи, ама не е тоа. Како може да немаш клуб? Така и се вика, јаре, се како се вика. Да, така. Како да е? Срамота е тоа. А сакаме спорт, сакаме, како сакаш? Ама така како општините ги финансираат клубовите. Па тоа ти зборам, ја истото го кажав и Сабајле. Дај да видиме кој се газди на клубовите. Нема газди, општините. Општински клубови. Само тројца знаеме, Силекс, како се вика, Ишкендија. Да. И Пелистер, знаеме дека општина спонзор. Така. Газда. Кои се другите газди? Ја тоа би знал како може општина да биде газда на клуб. Со мои пари. Коите областите бе со мои пари да Битола. Нема Битола, фабрики пари, нема. Ич нема. Прилеп. Нели е срамота победа да Купури. Сум играл таму, не многу, ама една година. Може би индустријски, може би најград во Македонија. Како може да нема Прилеп? Како може кавадарци да го даваат на некој сумњив таму, па после врати го назад? Па истото се случи у Штип. И Штип. Па Шкупи. Како може? И сега Шкупи ќе испадне заради тоа што нема пари. А зашто нема пари? Општина Чаир, богата општина. Да. Имаш бизнисмени таму милион. Сите да дадат по 100.000 евра, ќе имаат милион евра буџет. Влегле турски бизнисмени, кои се тие бизнисмени? Па ја тоа ти зборам. Право да име кој си бе ти дечко? Или
Или Со која намера си влезен? или за Вардар ќе се. Ама исто е, Кој е сега? Исто е тоа. Дали го виде некој газдата на Вардар? Никој газда ти имаш ли видено на газда на некој клуб? Освен на Силекс и на Еколог што ги знаеме нови. Да, Дестани и Дзинго. Дзинго. Ти знаеш ли некој газд? Не. Па тоа се прави состанок во федерација. Сите газди на клуба и тука. И да правиме фудбал. им одржи предавање мастар како треба и со здраве. Или ќе биде така или нема. Или секој по дома, ајде. Нема. Не правиме фудбал. Котизација. Сакаш прва лига, €1.000.000 играј. Не може да му текне оној од гости, абе ќе си одам. А играчите договориш имаат. Ќе ги депонираш. Па ќе ги депонираш како? Како играчите, тие луѓе ли си, имаат фамилии? Ќе си одам и кој ќе им ги исплати тие пари? Договорите транспарентни. И сума. Тоа и пари, да не збориме, тоа да не правиме И мој. сума и пари се да Абе дека си плаќа дана кој сака. Дали клубот, дали фудбалерот, тоа е ствар договор. зборам, не може договор да се направи, ако нема основното. И немаш да што да го тужиш после. Он ти плаќа минималец колку е тамо, другото иде Ти ги знаеме немаш како пари. иде. Ги немаш парите, основното го немаш на договорот. Ја играм за тебе, за колку пари? Па за тоа нема, значи Немаш. такви работи кои ќе се расчистат и ќе си дојде се на свое место. Тука Па нема Дали- тука. многу ли треба? Не треба многу. Не треба многу. Не треба Не многу. треба многу. Само треба да удриш со камшикот по маса и крај. И да глувците да се требаш- разбегаат. Нема друго. Да, ама политика што прави. Ама сега политика, тоа ќе биде, за тоа ја ти викам подалеку. Политика не, да помага, држава секој. Некој во Како? функција на спортот. Да помогнеш стадионче, да помогнеш рефлектор, еве на пример, Битола нека не плаќаат струја, нека Да. општината нека покрива Општината тоа. ја платите. Не е малку. Па ќе се пари тие. А превоз, вода, тоа општината нека. На крај крајeva и храна за играчите нека оди преку општина. Ама друго, немаш ти еден Охрид да нема клуб. Не може во општината копачки да го купуваме на играч. И Не ќе ни е чекаме срамно. федерација да ми даде опрема, па да ги менјаме Со старата младинците. да е... И сакаме ние фудбал. Тоа терени има, да не се лажеме. Има терени за значи треба секој да си направи. Како може да немаш ти помошен тренер? Дестани ти го прави градскиот во Тетово. Абе тоа е више друга приказна. Не, сакам да кажам, ама ти имаш еден стадион. Вардар треба да си направи стадион. Дали е Работнички треба да се направи стадион. Дали е легално или не е легално? Не, значи, тоа навлегуваме во више тоа. Значи, знаеме битно како е иде дека тоа. ќе си прави стадион. Ама Вардар му е најубав стадион за од 7 до 8.000 до максимум 10. Направи си стадионче мало. И ќе се правеше во аеродром. Работнички исто направи си стадионче мало. Кај на градски, не може сите да играат на градски. Па се копа. Па се копа. Така да ред, само ред, рез, ќе боли, ќе овкаме, ќе плачеме, ќе кукаме, ама Ама за 10 години за 10, 15, 20 години генерации треба, не сме Така е. само ние. Така е. Така да и треба да оставиме нешто. И после нас и ова, не знам, ти ја зборам... Колку е битна? Битна е тренерската организација, може да ја Тоа е- крене глас? Па, сега. Ако смее, нека крив сега шо. Па зашто да не? Па, чим Па не, кој сме? чим не крева, значи не сме. Па кој сме освен Ама- струката, кажи ми? Види, струката е едно и треба они сами да бараат. Зашо не бараат, они треба да кажат. Самите за тоа зборам. Сами треба да бараш, да имаш да си осигуран, да... Шо е тоа? Дојди, дај овој тренер, ќе ми носиш од надвор тренер. Како е надвор тренер, зашо ти си лиценција? Што ги штанцаш тогаш? Шо штанцаш? Едуцирај тренери. Не е само да удриш дипломата. Едуцирај, оди, сам ако си се нафатил на тренерска работа, сам ќе се финансираш. Ќе одиш 10 дена таму, 10, ако сакаш. Па ако те биде. Ама, види, ако се стаи ред, така и ќе биде. Зашто некој ќе рече, зашо бе ја да финансирам, кога овој ја дава лиценца за 500 евра? Да. Зашо да дам пари? Ја ќе ја рентам, шо мора да додам се да гледам 10 дена у Белград, 5 дена у Динамо, зашо додам? 500 евра месечно, тера евра. И Арса ќе ги биде, ќе води тоа е екипа, тоа. ти седи само на страна и земај пари. Имаш Пелистер. Значи, ти Капинковски сме играле заедно. Не можеш ти да бидеш селектор на U18 и тренер. Не можеш тоа. Не може две работи врзани. Не може ти кој игра презентација го оставаш клубот 2 недели без тренер. Да. Знаеш како е. Помошникот ти. Кај нас знаеш како е. Мачерот го нема, глувците ороводат. Така да треба камшик. Треба многу. Камшик.
Не сме ние научени Види. на муабет, даеш да нема кај нас. Ние се наоѓаме некои заобиколни патчиња да доеме до негде. Ако добро сватив, од целиот овој разговор, а многу во разговор направивме вечера, мислам, дефинитивно, во раците на Масар е и морковот и стапот. Сега, тоа е. Или ќе биде, она што го рековме, нели, и за Милевски, Исто, односно за Елмас. Или пуковник или си покојник, нема. Или си покојник. Ќе уклучиш фелата, ќе уклучиш факултетот за спортски. уклучи ги Значи медиумите. све треба, тоа медиумите си е башка, тоа секако Ама- без нив не може. Сакам да кажам, еве, ние како медиум ќе застанеме позади него. Без медиум не може ништо. Ќе го уклучиш факултетот за физичка култура. Таму има луѓе со мозок, со памет, со дипломи. Нив ќе ги уклучиш у проект за развој на младински. Збориме за младински вода. А репрезентација они имаш разби... младинскиот, ти имаш све више. Па тоа сакам да ти кажам. Го имаш ти младинскиот фудбал, имаш се. Сите ќе ги уклучиш, со сите да видиме прегледи кај нас не се прават. Кај нас прават прегледи, застани на трака, тоа е за кардиологија, овие срцево болни. Преглед се прави, Какав ти е капацитетот да преглед да се види прави, добри- тие деца се у развој, па Дувни зглобови, да, зглобови, колена, треба да видиш што му фали. Значи тие, ама тоа кошта е кошта. Епа сега. Ја носам, не е битно сега да не го рекламирам, носам 300 евра. Преглед, 2 дена е прегледот. Добро. Ти кажува, ти дава еден вокав една фасцикла, унутре све имаш. Левиот прст е ова коленото, да обрнеш внимание на ова нога. Тоа ти е бојрум. И секој си имаш увид. Тоа големи, таа нормални што е за клубовите, да даеш пари. Што е? Ама тоа се прави, прво треба да направиш селекција. Така е, па оние 50, например, што ќе ти влезат Така. на селекција, тие ќе ги носиш Па, и сега. ќе ги следиш. Од тие 50 20 не ќе за да си заврши работа. Тоа. Порано знаеш, Вардар имаше цело лето селекција. Доека стигнеш до пионери. Така е. 100 филтра. Чале, ама 10 Мојсо, тренера ќе те Дончо, и тоа сите и седеа таму, тренериста. да. И запишуваат. Ај, после за 2 недели пак. Ај, од цела Македонија иде. И ете ти 20 души ќе собереш. Така е. Така да сега нема, сега види, порано игравме ние сиромасите, се играат богатите. За жал. Ја Кој- ги гледам родителите. Кој ќе го плати? Со коли од патот. 50-100.000 евра го чека на тренинг, торбицата му ја вади, пешкирот го брише, мајца му облака, тој фудбалер не бил. И врнело и да ќе му се јам на тренирот, дали ќе има денеска. тренинг. Абе како нема тренинг, врне. Што ако врне? Ако не ќе има балет, има балетско школа, ќерка ми кај што заврши. Таму има топло, радиатори. Да, Вежба е добре. дечко. Како? Се, ја- ја ќе Врнело, се вратам дувало. на- Па, Ако ја следиш емисијата со Асовски джиу-джитсу, да. кога му дошле на тренинг со родители и кога ги паша кој сте вие? Ама ние сме родители. Да ве нема. Оди прати Да камера. ве нема. Прати камера која е детската лига. Прати. Дојди и потпиши дека детето мене на нота дека детето се е моја и ти више да не те видам. Така треба. Абе, оди, прати камера сабота, нела да више. Абе како што да видам? Оди да е на ФФМ, И оди да сите- више. И сите знаат. Детено останавме не се, знае и кај е. И не знае кого да слуша. Татко му вика, мајка му вика, баби, дедовците, они викаат, тренерот вика, каде бе детено да игра? А мора да го слуша, татко му не сме дома да се врати. Кајде да? Катастрофа. Во моментот е катастрофа. Ама тоа се види, тоа е фрустрација речат родителиве, сега преку дето сакаат нешто да, ама тоа е Асе, тоа. факт е дека вака не може Не може. да продолжи и не може да издржи. Ова Ова е ќе права пукне како шанса. Еве ти, направивме некој успех со А репрезентација. Да. До тука е. Од тамо ноември кога е, од декември друго. Така е. Рес, ќе намалиш лигата, ќе намалиш таа странци да ми се шетаат овде, не знаеме од кај се дојдени. Така е. Наши деца седат, што може нешто да направи, странец. Како што? Нити го знаеш, нити го познаваш. А те кошта 3.000 евра 4 месечно, ја ти гарантирам. Као тројца наши пример. Ќе даеш на млади, па ќе даеш шанс. Затоа ти викам, треба да се скрати бројот на странци. Подхитно, ако ме прашуваат мене. Подхитно. Така. Да се зголеми бројот на тие бонуси што се у 21, да, ако се двајцато, да бидат 4 ако треба. И двајца да завршат. И мора да завршат двајца. Двајца мора да завршат. И готово. Не може да почнат и да ги смениш. И така, по полека, да нешто да смениме, да... Не знам.
Иначе црно ни се пишува. Еве, Да еден бидеме купи реални, да. Еве еден купи да ја седнат дека барем некој од тие што треба. Црно ни се Зборуваме пишува. беше години и години. Има зборуваме. луфта голема, ќе си имаме проблем, ќе си гледаме само така и ќе... Нема да сега тоа го направи со ракомите, кога дека ќе имаме луфта од 10 години. Па имаме луфта. Па прогласија за кошарка, државен пријател број 1. кошарка. Исто луфта. Бажени село. Колку е саат? Бажени село мора да завршиме Таман, 7:30. Саат. Нема проблем. Сега ќе не викаат, малце ќе не Па вреѓаат, добро, ама сега нека не вика, дека тоа ние работа, ќе трпиме се, што да правиме, ние да наше да го кажеме тоа. На некој му се Уште свиѓа, на некој не му се свиѓа. Значи уште еднаш би сакал еве на крајот и покрај се ова што значи ова не беше упатено до репрезентацијата. Нема, честитки уште еднаш за Децата секоја чест. убавите квалификации што ги направиме што не додржа до крај вакаво неизвестност и се уште. Мене ме нервира, знаеш, тоа омаловажување на тренер. Ма нема тоа си. Абе, Боби Белваков, Абе, ресте- дечко, ако е за убавина, ај ќе овикнеме Ричард Гир или овој, дека биде селектор. Тоа не е по фудбал. Добро, така и да зборот. И така да... Не се замарам јас. Боже, пак се јава, мора да прекинеме. Ти благодарам. Хвала и на ќе... вас, тука сме, не е Тука проблем. сме. Уште ќе зборуваме ние на оваа тема. Почитувам гледачи, тоа беше емисијата Арена посветена на репрезентацијата и на проблемите во македонскиот фудбал. Ќе продолжиме со оваа тема и понатаму. За сега, довидуваме.